Каква хронологија на песни направено. Браво, дечки. Кај сте? Негде. Вау. Тоа е она, те креба во висина дека Господ обезбедил и после ти вика оди да миеш нозе и да лечиш рани со негова сила. Браво. Вау. Вау. Мита ми ја испроповеда цела проповед. Фала, Мита. Вау. Маја рече еден убав збор. Опуштете се. Да, не знам дали го фативте, али фаќете, да. Опуштете се. Во пари давање, во љубов давање, во што и да правите во животот, опуштете се. Не сме сами. Амин. Да. Знам, ме прашувавте и знам дека нели кој ќе појде некој човек на страна треба да даде извештај. Како поминал, што било, како било и некој оди нонстоп на страна што ќе се умори да дава нонстоп извештај. Некој не толку, али убаво е ја многу се радував, баш пишав мейл на служителите дека навистина се радував зашто поли мисли ми беа таму, пола тука. Што се случува тука, како женската конференција. Не во контекст на грижа, тоа ни оддалеку знам дека ќе биде убаво, него убаво е да си дел, убаво е да присуствуваш во животот на црквата и во тој контекст бев и таму и ваму и не знам на кого му кажав дека една од убавините кога одиш надвор е мислата дека ќе се вратиш дома. Тоа е многу убаво, навистина. Барем ја во мојот живот така го доживувам. Но и тогаш ми е уште побаво кога сум негде. Зошто? Зашто имам мисла дека ќе заженам за дома. Имам мисла дека некого сум оставил дома. И тие се работи толку прекрасни. И браво за темата што сте одбрали на женската конференција заедништво, зашто дефинитивно во ваков свет на индивидуализам заедништво и како ни е потребно. И тоа мислам дека сите ќе согласиме. Да. Но не заедништво во еден систем на идеализирање на работите како што беше пред долги години, некои 30 на години и више, каде што се негуваше едно заедништво, но само по одредени услови на живење. Така беше. Мислам дека памтиме за што точно зборувам. Така да, нас многу пати не обликуваат луѓето што ни зборуваат, многу пати не обликуваат идеалите во кои живееме. Да. А највеќе треба да не обликува Христос. Амин. И што да кажам за Холандија? Ве поздравија сите од таму што ги знаете луѓето и што не ги познавате. Стварно ние имаме големо гостопримство тука или познати сме, ама гостопримливи и они. Доста гостопримливи. И им благодарам многу. Не знам дали ќе ме разберат. Да знаете дека некои од нив слушаат без разлика што не разбираат. Таа верност, можам да кажам, не знам, послушност на Господ, ако им каже нешто, ако им стави на срце да го прават тоа, без да се враќаат назад, без да погледнуваат назад, е стварно фантастична. Стварно феноменална. Можам да кажам во многу нешта кај што се разликуваме, каде што можеме да дадеме, каде што можеме да примаме. И тоа секогаш треба да постои. Тоа е така. Дома во бракот не знаеш се. Мора да биде взаемно. Така да, и нема да зборувам многу. Да, како се вика тоа? Поточни се од нас. Многу се поточни од нас. Ако решиле да појдат таму и да останат, они остануваат до крај. Тоа баш зборувавме. Значи, не знам, ние сме имале тука толку конференции, толку убави конференции, но сме се плашеле на пола, после ручекот, дали пола луѓе ќе ги има или ќе ги нема. Таму тоа не беше случај. И ако ви кажам дека, иако ја не ги двоам така работите, зашто над функциите, луѓето што ги имаат, луѓето се луѓе. Но, во функциите имаш некогаш поголеми одговорности и поголеми, како се вика тоа, поскратено време од некој друг. И таму беа луѓе, кои пастори, кои водачи, кои лидери, кои бизнисмени, што навистина им е скапоцено времето. Но они викаат, ова е моје време и ова го ценам и е моје скапоцено време. А не одам таму само колку, ајде да слушам нешто. И тоа е многу битно за нашиот пристап. Значи, он, иако голем дел од неговиот мисловен процес, живот, како сакате кажете, има работи што ги тера. Тоа што пошел таму, и како му е драгоцен, и како сака да го иседи и да го изслуши. Така да можеме навистина многу работи да учиме, но во исто време можеме многу работи да однесеме. И во тој контекст навистина бевме на голем благослов на таа група луѓе таму.
2 вечера, нели, покрај тоа што бевме на гости кај Александър и Джени, мислам дека сите добро ги знаете, навистина фала им за гостопримството, навистина, ајде не се покажаа, зашто пријатели сме, и кога си пријател ти не се покажуваш или докажуваш, него наставно таков си, ама навистина дадоа луѓето повеќе отколку што можат од нивното време, несебично да појдат, да не прошетаат, не само да останеме нели на конференциите и толку, така да тој дел беше навистина прекрасен. Но она што го видов и ме охрабри е тоа како, сега ќе зборам во лично, нашата црква, како луѓето нашата црква се повикани и делуваат во нивните повици. И тоа беше убаво и феноменално да се види. Во еден друг контекст, во еден поразличен контекст од ова тука што го правиме. Зашто тука сме навикнати сите и знаеме од прилика и точно што да очекуваме од секој еден од нас. Но таму и така да Зоран, не знам, човекот заборил да гледа на мейлови, па имаше неколку служби дневно. Вики беше тука со навистина охрабрувачки пораки, одеше по неколку цркви, ја присуствував на една од тие, после тоа заминавме, знам дека сигурно било добро и благословено да им зборува на луѓето, да донесе она што навистина го има во незе. Јас и Данче, ја мислам дека не сум бил предизвикан, добро за англиски толку многу, но од друга страна да едноставно позадински служиш на луѓето. Служиш колку што можеш и така да беше едно феноменално искуство за мене, за Даниела, за Вики, верувам дека и за Зоран, за Ребека, за семејството, но верувам дека и за црквата. Зашто сега ќе ви кажам, кога пред да тргнеме или веќе бевме таму стигнати, ми се јави една особа, ја нема да кажам која особа, знам дека некој друг не се јавил, ама го направил истото. Да знаете дека се молиме и се радуваме да нашата црква напредува и да може да биде благослов на другите. Вау! Вау! Тоа е нешто. И така да, затоа, ако може да се сведе на успех или ако нештото е успех, успех е на сите нас. Успехот е на сите нас. Зошто? Зашто за земништо збориме. Поинаку не можеме. Поинаку не знаеме или не треба да знаеме. Амин. Така да, имаше едно моje лично искуство, ме видовте таму пеев од една од моите песни и имам една многу убаво сведоштво околу тоа. Пред мислам дека околу 4 години, не знам дали има првата песна снимено или тука беше негде, можеби ја има првата песна снимено за Визија Фест. Има визија како пеам во Холандија. Замислете, сега толку држави. Ја па никогаш не сум размислувал за Холандија. Ако размислувам, не знаете кај размислувам. Италија негде таму да се прошетам. Холандија некако не ми паѓала на ум, иако бев еднаш пред тоа. И во визија се видов и одма и кажам на Данче, викам вака е ваква е работава. И она ми вика, па како ти не си пејач, па да пееш во Холандија. И викам, види, ја не сум пејач. Ама стварно ти му верувам на Бог. Зашто се видов? Тоа било искуство од пред тоа. Некои работи ги гледате во вера и после тоа ги фаќате и после тоа случуваат. И знам дека и тоа се случи. Пред неколку недели пред да појдеме во Холандија, Питер беа нели тука и ми рече, Иле, може ли да отпееш една од твоите песни? Знам дека на македонски ќе се потрудиме да ја преведеме на англиски, така да фала за една личност тука што е преведен на англиски за трудот незин и не ни ја пуштија таму на англиски. Ама верувам дека не е залуден трудот, зашто ќе треба и за понатаму. Ама што сакав да кажам, дека, и тоа го кажав таму на конференцијата, да престанеме да очекуваме да слушнеме она што сакаме ние да слушнеме. И да слушаме она што Бог сака да ни каже. Амин? Да. Зашто во голема мера нашите гласови знаат да не збунат. Зошто? Зашто помешани се со желбите на нашите срца во тој момент. И така да се трудиме, ако не да престанеме од одма, да се трудиме, да се го слушаме повеќе Божиот глас, него и сам нашиот глас. И понизете се, Петар вика во Божјата рака и Бог во право време, во дадено време ќе ве подигне. Амин. И така да тие се ни импресии што можам да ги пренесам и верувам дека ги пренесов да посакате и вие во Холандија да појдете. Нема да збориме за воздухот, нема да збориме за ништо, што да збориме, луѓе.
Што да збориме кога си на аеродром ќе се угушев? Што да збориме? Кога имате таква разлика и стварно се благословени со тоа и стварно треба да направиме нешто повеќе. Од тука, од тоа што го имаме, од тоа што го пророкуваме на Скопје, на се, да стоиме цврсто. Таа четврточна молитва, дали ќе дојдете таму, дали не знам колку е важно. Важно е, затоа е отворена поема. Но ако сте во духот, со црквата во тој момент, не е толку важно и самото присуство во поема, но важно е да почнеме да ги менуваме работите од корен. Амин. Да почнеме да притискаме врз оние што можат да ги менат. Така силно да притискаме што да излезе нешто совршено. Како што рековме со еспреслонецот. Тоа е под притисок и затоа прави убави манџи. Амин. Да. Имаше интересна констатација што после тоа видовме еден од пријателите од Холандија, тука се запознавме минатото, тоа е ова лето сега, и вика, види, многу убава македонската храна. Ја викам, да, убава е, викам, стварно е многу убава, ама сакаме сега да пробаме нешто, ајде холандско. Што ќе пробаш, вика, они се зимаат, се ставаат и кистолчат. И одиме на првиот ден на конференцијата, 10 видови пире. Викам, браво за човекот, констатација на место, така да, тоа е. Можеме да се пофалиме стварно со многу добра храна за разлика од таму. Да, имаат убави лебови сите тие нешта, ама ние не сме на леб. Ние не сме на леб. Амин. И сега ќе видиме духовни, ние сме на мана од небото. Океј, мислам дека тука, нели, ќе се видиме и со вас за подетални информации од тоа како било, али имате стварно топли поздрави, иако не беше многу топло, имате стварно топли поздрави од луѓето што навистина ве сакаат. Вистина, дури мислам дека имаат едно високо убаво мислење за сите нас тука и за црквата, што е многу убаво. Многу убаво да се слушне. Океј, ајде да одиме со проповед или ова беше доволно. Римјани 8, 11, 17. Андре, ќе ги најдеш така? Да ќе ми каже, веќе сум ги нашол. Болна точка за оние што живеат во Македонија. Сум пишал, тешко е да се биде должник. Навистина ние тука знаеме како е да се биде должник, така? Или должим, или да ти должат. Како и да го знаеме, сме го искусиле, сме го виделе. Но дека Павле вика за нешто сосема поинако. И во 11 стих кажува, ако вас живее, тоест пред тоа, во 9, но вие не сте телесни, туку духовни, ако Божиот дух навистина живее во вас, но ако некој го нема Христовиот дух добро, не е негов, а ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради праведноста. Ако во вас живее духот на оној кој го воскресни со од мртвите, тогаш оној кој го воскресна Христос Исус ќе ги оживее и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. Според тоа, затоа го прочитав, за да го фатиме контекстот на ова, зашто е многу битно кога читаме да читаме контекстот. Оти ако го прочитаме само ова, и ако останеме само на ова, ние сме утнале поентата. Ние сме утнале работата, ќе излеземе надвор со навеннати, со скиснати глави, што ви се рекло, и ќе се мачиме со тоа дека стварно сме должници. Според тоа, браќа, не сме му должници на телото. Амин. Според ова, горе, прозваното, ние не сме му должници на телото. Кој тело тука се мисли? Ја можам да кажам дека сме му должници на телото. Да го негуваме, да го одржаваме. Но дека не се мисли за телото, дека се мисли за телесните, православните викаат за плотта, за делата на телото. За делата што произлегуваат не преку вера, него преку тело. Преку она што сме го научиле во светот, преку она што ние сме го спознале, преку тоа. И така да не сме должници на телото. Не сме должници па да му угодуваме на телото постојано и постојано. Амин. И сум пишал дека телото или делата на телото, законот, се како лихвар. Постојано го зголемуваат долгот. Кога ќе почнеме да му служиме на телото, тоа е, законот е полн со подзакони, каде што ти постојано и постојано, осудувајќи се пред се, имаш обврска да исполнуваш работи. И ако гледате таму во подзаконите на евреите, ќе видите дека
човек не смеел да седне каде што седела жена која имала менструација. Ма кој тоа може да го знае? И мене ми изгледа дека таму не се нувале тие. Од страх. Од страх да не седнал некој пред тоа. Зошто? Зашто? Секако нема да се одржиме во одржувањето на законот и во должништвото кон телото. Секако. И тогаш ќе си надаваме куп и куп закони. И знаете што ќе викаме секогаш? Од понеделник ќе видите. Од понеделник ќе почнем. Така е кога во тело држиме диети. Така. Секој нареден понеделник ние стартуваме. И така да се препуштиш, да те води телото е да се препуштиш на стихија. Знаете што е стихија? Стихија е нешто што е, како сега да го објаснам, дефиниција да му дадам. Иде Дунав, али колку можеш да се спасиш, така беше. Значи стихија е нешто силно. Природа, што може да те повлече многу силно и да остави трајни последици. И не може да се сконтролира. Фала. И така да се препуштиш на должништво на телото и да се препуштиш на стихија, да те земе нешто во бубањ да те врти. Да те води телото е да се препуштиш на стихија, да пуштиш топче снег сум пишал да се тркала по снежен рит. Иде лавина. Да. И кај што ќе удри, удрено е. И таков човек препуштен на водство на телото, тој е опасен за луѓето. Таму кај што ќе удри, некој вика треба не никнува. Да се препуштиш на телото е да го правиш спротивното од она што го сакаш да го правиш. Римјани 7:19. Павле го зборува ова. И затоа сакам денес ќе зборува најповеќе од Римјани да извадиме еден контекст на сето она што е кажано, за да се најдеме во вистинска позиција во која сме. Доброто што го сакам не го правам, туку го правам злото што не го сакам. Да се препуштиш телесно да бидеш воден. Ќе правиш работи што твојот дух таму на некој место вика и ги мрази. Да. И секогаш ќе викаш немам сила за повеќе. Па немаш сила, бе. Јас знам дека немаш сила. Ја немам сила. Бог има сила. Не го предај му се. Павле 7:19 и сите тука, зашто знаеме дека законот е духовен, а јас сум телесен, продаден на гревот. Она што го правам не го разбирам, бидејќи не го правам она што го сакам, туку го правам толкму она што го мразам. Ако пак, еве го, работи што ги мразиме. Ако пак го правам она што не го сакам, се согласувам со законот дека тој е добар. Значи, не сум јас она што го прави тоа, туку гревот кој живее во мене. Имено знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила, немаме сила, но не и сила за да го правам тоа. Доброто што го сакам не го правам, туку го правам злото што не го сакам. И се замисли да останеме новија стихови да се отидеме дома. Покол. Покол. Замисли кога читате да извадите, убаво е, ја многу пати читам, под водство или неам време, 2-3 стиха и готово. Но замисли да истражуваме и да ги зееме само овие 3 стиха. Па ние не сме завршили никаква работа. Па ние не сме го разбрали Павле што сака да каже. Па ние не сме разбрали што Господ направил за Павле во неговиот живот. И затоа е многу битно да ги зимаме работите во контекст. И не во контекст, ја ви препорачал, не само глава. Ако решите Римјани, читете го цело Римјани. Немојте глава само. Зошто? Главите ги подели од човек. Писмата се пишани во целост. Главите ги подели од човек, како што мислел дека треба да биде. И многу пати во нашите истражувања знае да биде дури погубно. И ќе видиме понатаму. Затоа, и ако го читаме ова, Павле кажува на состојба на човек без Господ, каква бие и каква е. На една
желба да се на едно семе во нас, што Господ го ставил од самиот почеток, што кажува дека можеш да правиш добро, дека си повикан за добро, но не е сила да го направиш истото. Немаме сила, ако одиме во наши сили. Немаме, брзо се уморуваме. На друго место пишува, па псуваме. Тоа е многу потешка состојба од само замор. Па псување е телесно, душевна состојба каде што ти веќе не само што не си физички способен, него исцрпен си психички да не сакаш да продолжиш да правиш било што. И да не навлегуваме во анксиозност, тоа носи, депресија во голема мера. И затоа, ја многу памтам, не знам дали, го памтите ли Ване од Струмица? Да, го памтите Ване од Струмица. Господ да го благослови Ване и неговата фамилија. И му памтам една пред добри 10, може и повеќе години, имаше проповед на една конференција и тоа секогаш ми остана во глава. Му пошол на некој човек да му сведочи. Мислам дека околу Струмичко негде тука. Струмичко негде некој село. Нека Вадарско е тоа. И му пошол на човекот и му рекол во цела жар, во цел наплив на емоции, она што Мита го зборуваше, а желба да каже повеќе, да биде исправно тоа што ќе го каже и човекот да сретне со Господ, му кажал дека човече да не се секираш ти. Иш да не се секираш. Господ ќе снабди за тебе. Вистина, ама половична. Да. Се гледаат после зимото со човеков, пролет пука, се гледаат и вика, и човекот му вика, добро, ти што ми направи мене? Ване, заборев што направи. Вика, што ми направи, ќе умрев од глад. Како бе човек ќе се умрев? Ти ми рече дека Господ ќе снабди и јас чекав, ќе умрев од глад. И на Ване му текнало дека, не му кажал дека кој не работи, да не јаде. Му пренесов половично евангелие на човекот. Да. И тоа се случува во голема мера кога ние половично ќе ги донесеме работите. И така да, ако го читаме ова тука, е половично. Ако го читаме ова тука, не ја дава целата представа, не ја дава целата слика која ние сакаме или ајде ние не сакаме, која Господ сака да ја донесе за нас. Така да, одиме во Римјани 8:1. Нешто му пишал, карактерот е побитен од даровите и затоа ако го искривиме, го деловираме карактерот. Верата ќе стане бесплодна. Ќе видиме нешто, сигурно ќе дојде зашто го пишал. Океј? Затоа сега не може да стои како почеток на реченица. Така да, иако е 8 глава, не е почеток, него Павле се навраќа на сето она што го напишал пред тоа, и сега дава заклучок. И вика, затоа сега нема осуда. Ако останеме со тоа, сите осудени ќе се заминеме. Сите осудени. Зошто ќе се најдеме слаби во нашето тело, слаби во оно што го правиме во тело и ќе се отидеме осудени. И тука пишува, затоа сега нема осуда за оние кои се во Христос Исус. Зошто? Законот на духот на животот во Христос Исус ве ослободи од онаа првична состојба. Ви даде слобода на делување од претходната состојба. Од законот на гревот и на смртта. Зашто она што не можеше да го стори законот, бидејќи беше слаб заради телото, го изврши Бог. Лично и персонално Бог. Она што се трудеше и што не можеше да го заврши, законот, похотта, телото наше, тоа го изврши Бог. Што направи? Не ослободи од тоа. Амин. Не ослободи. Сте почувствувале слобода? Амин. И какво е тоа чувство слобода? Летаме? Амин.
Ја може би не сум почувствувал многу слобода и затоа едноставно станувам како летам. Таму сум слободен, таму се. Шалам. Ама чувството на слобода е некое чувство на летање каде што си ти, како се вика тоа, не само безгрижен, него и слободен. Немаш граници. Немаш граници во делувањето во просторот. Неограничен. Дај Боже. Тоа е типично наш изрека, дај Боже. Да. Ајде ќе видим за проблемите. Океј. Каде застанаме? Да. Добро. Одиме на 14. Некако во цела комбинација ќе прочитаме скоро цела глава, 7 и 8. Одиме во 14 до 17 и 8 глава. А сите оние кои ги води Божиот дух, а не плотта, а не телото. Сите оние кои ги води Божиот дух. И сега ние калкулираме дали не води или дали не води. Па гледаме колку не води или колку не води. Гледате дали сте поверували или не сте поверувале во овој контекст. Зашто сите оние кои поверувале се под водство на духот, ама не сите го перципираме нивото на водење во нашиот живот на духот. Зашто сме заглавиле некогаш со некои работи што не знам дали треба или не треба, ама ги правиме и не одвлекуваат од она вистинско гледање на тоа како духот не води. Но, а сите оние кои ги води Божиот дух се Божи синови. Божи синови. Ќерки не пишува, ќе ви кажам зашто не пишува. Павле бил можеби македонец. Не, знаете зашто? Ја им викам на баба ми, на дедо ми. Што ќерко сине, викат упорно. Ама така е. Оди ти смени, ќерката е сине. И таката сите сме ние синови. И Павле тука имал некоја жичка македонска и пишува синови. Затоа секојаш кога пишувам проповед или кога кажувам, тука читајте и ќерки. За да не се објаснуваме нонстоп. Синови, читајте и ќерки. Амин. За да не се чувствуваме и деградирани. Впрочем, не примивте дух на робство за да бидете пак во страв. Вау. Туку го примивте духот на посинувањето преку кој викаме Амин. Или во превод како е на нашки? Татичко. Вау. Маја го вика татичко, така? Тато, татичко. Вау. Знаете дека јас, кога татко ми беше болен, имав проблем на почеток да се молам за татко ми, да се обратам на татко ми за татко ми. Да, искрено, јас сакам да го кажам тој дел, зашто сите ние поминуваме некогаш низ некои фази и тоа беше тежок период, нели, за мене и беше пресилно чувството дека татко ми можам да го изгубам и имав потреба од откровение во моментот дека без разлика тој што ти е татко можеш да се обратиш на мене како татичко. Зашто и него сум татко. И знам дека можеби ќе се дојдеме до тој момент. Ќе дојдеме до моментот на окей, ама сега сакам да бидам во мојата, не знам, тага за изгубениото, што не е лесна работа да се изгуби нешто. А еднаш новчаникот го изгубив. Не знам што не преваравме, не направивме се и викам, Господи, јас ќе легнам и кој ќе станам, сакам да го најдам новчаникот. Ми значеше. Дури не зборев ни таму што има, ни зошто има, ни како има. Ако имало пари, тие се заработуваат. Опасно е со документите во Македонија, тоа знаеме сите, баш сега зборевме пред службава колку се тешки тие шалтерите, ама имаше и нешто што си го сака новчаникот. Ми беше поклон од Данче и знаете што се случи со новчаникот, не знам дали сум ви кажал, мислам дека сум ви кажал. Ми се јавува после тоа Јосе и викам, Јосе, ти последен те очекува да ми се јавиш. Кумот мој.
А тој ми се вика, новчаников кај мене ми се си го изгубил негде. Викам, Господ е голем. И има смисла за хумор преку Јосеф, да. И така да го најдовме, фала на Господ за новчаникот. Но тешко е да се изгуби нешто. А посебно да се изгуби нешто многу битно и многу важно. И нормално е да се почувствуваме, нормално е да сме во фази на поминување, но не е убаво да таму останеме. Амин. Не е убаво да таму останеме. И фала што видено многу луѓе од вас во кои се ставаме сами од себе, каде што на вистина посебно овие 3 години поминавме одредени потешкоти, но еве сме тука на здрави нозе и одиме напред. Амин. 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 И така да преку Духот имаме пристап до нашиот тато, до нашиот татичко. Самиот Дух сведочи заедно со нашиот Дух дека сме Божји чеда. Ние не сме некое одземено битие, каде што Бог ќе ни ги врши работите без ние да знаеме или да не знаеме, без нашиот разум или свест да биде уклучена. И затоа тука пишува дека Духот со голема буква, со нашиот Дух сега сведочат. Зошто? Тоа значи дека и ние сега сведочиме со нашето живење, со нашиот Дух, со нашето постоење, дека што? Дека сме посинети и дека сме синови и ќерки на единствениот Бог и дека можеме да го наречеме татичко. Инаку би навлегле во дуализам, инаку би навлегле во гностицизам и тоа би било каша попара. Ќе видиме понатаму дека толку се релативизираат работите, толку се релативизира посебно љубовта. Затоа имаме толку силно New Age-овско делување во светот. New Age-овско не е дека е ново. Ако гледате, Јован се бори со истото. Јован се бори со гностиците. Павле се бори со гностиците. Тие се еден начин на предслика на тоа New Age-овско движење, каде што се е релативизирано. Имаме љубов, ама го немаме измеѓу на што носи Христос. Павле прави јасна разлика во служењето на телото и служењето на духот. Јасна е разликата. Ја гледаме, очигледна е. Служење на духот носи смрт, служење на телото носи смрт и служење на духот носи слобода, носи живот и тоа Исус кажува живот во изобилие. Тоа живот во изобилие не сакам многу пати да му давам теолошки признак, знаете зошто? Зашто треба секој да си го фати и да си го разбере како Господ него му го открива. Што за него точно значи живот во изобилие? Зашто ја можам да кажам што за мене значи живот и тоа живот во изобилие. Вечен живот секако, но како ќе го украсиме вечниот живот? Како ќе го украсиме? Амен. Преку Духот препознаваме дека сме синови и ќерки и со тоа не само што имаме пристап до таткото, но можеме да го наречеме и татичко. Зашто преку Духот, зашто преку Духот, поставувам прашање, зашто постои и душевна љубов што е телесна и си служи само на себе. Затоа преку Духот. Имаме телесна љубов, во голема мера можеме да ја приметиме, да ја загледаме. Љубов која нема сила да те сака таков каков што си. Него има сила само да те сака таков како што он мисли дека треба ти да видиш. Инаку би влегол во конфликт. И се служи само себе си, само на пријателите, но не и на непријателите. И тука најнаш гледаме разлика дека Божјата љубов посебно е за непријателите. Тука имам запишано таму каде што завршува душевната љубов. Каде завршува душевната љубов? Додека не му сгреши тој. Додека не биде по негово. Таму силно почнува Божјата љубов. Амин. Таму силно почнува Божјата љубов. Таму каде што завршува нашата човечка, нашата душевна љубов, нашата поврзаност со некои нешта, од кога ќе ни сгрешат, од кога ќе бидат тие разнишани. Разликата е што таму тек почнува Божјата совршена љубов. Амин.
И ако некој ве праша што има разлика од христијанството од сите други, немојте да завлегувате во дебати теолошки или било како. Кажете им дека во ниедно друго место нема љубов за непријателите, освен кај Христос Исус. Амин. Она го бара своето за разлика од Божијата која не го бара. Во Коринтијани 1 пишува дека Божјата љубов не го бара своето. Амин. Пожртвувана е, го разбира христијанскиот речник и ораторски ги водушевува луѓето, но се врзува за човек, не за Христос. Што сакам да кажам со ова? Има стварно луѓе што се приврзуваат за личности и стварно го научиле тој христијански речник на љубов, на те љубам, на те сакам, на се, но не го ставаат Христос. Не го ставаат Христос, него тоа произлегува од нивната душевна љубов. Може би зашто фалела во изминатите години пред тоа, може би зашто е немало искусено во таа голема мера, па сега треба да ја покаже повеќе и повеќе. И наеднаш папсува, наеднаш клекнува, зашто љубовта не е да си служиш на самиот себе. Љубовта е да служиш на другите. Затоа реков дека Мита ја испроповеда цела проповед и преку песната и преку она што го кажа. Зашто тоа е Божјата љубов за секој еден од нас. Амин. Тоа е, ајде, откриената, разбраната Божја љубов за секој еден од нас. Она не го сака човекот со неговата слобода. Ова е многу интересно. Туку само врзан за себе. Душевната љубов не сака ти да имаш слобода, него сака да те врзи за незе. Како привезок. Божјата љубов не само што да ја носи слободата. Ја го зборувам ова за да ги видиме тие девалвации во нашиот живот, каде што душевно сме поврзани со некои нешта и да речеме стоп. Господе, јас сакам ова, да го ставам под Твоите нозе во послушност и да го промениш во мојот живот. То не значи дека ние не сме такви, а другите се такви. Павле таму кажува дека линијата на доброто и злото не е меѓу нас верните и другите неверните, ние сме добри и сите други се лоши. Не, во мене вика тие делуваат. Во мене. Сакам да правам добро, а правам лошо. Значи линијата е во нас. И затоа ние ги предаваме работите каде? Во послушност на Христос. Зошто во послушност? Зашто знаеме дека единствено Христос е тој што може да не исцели од овие работи. Амин. Амин. Прва Коринтијани 13:3 го најде, Андрече? Пишува каде што завршува, да, тоа го кажа, душевната љубов таму, духовната почнува. А завршува каде? Со омраза, со клеветење после. Колку ми сгреши, како ми сгреши. И Бог вика таму, мојата љубов таму ќе продре. И ако го раздадам целиот свој имот, за да ги... Ева таа пожртвувана љубов. Значи, Павле тука прави разлика. Дали ова е пожртвувано? Ова е пожртвувано, овие првите зборови се многу повеќе жртва, него и самото тоа што сме повикани многу пати во Божјата љубов да ја даваме таа жртва. И ако го раздадам целиот свој имот, жртва, за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, а љубов немам, ништо не ми ползува. Ништо не ми ползува. Ништо не ми вреди. Еве го за кое збореме на почетокот. Ако читаме половично, ако разбираме половично, ако не го разбираме делото на крстот на Христос, за нас, во нас, преку нас, ние ќе излеземе не од тука, ќе излеземе во животот осудени. Ќе излеземе во животот дека ние да не можеме, па тогаш и ништо нема да правиме. А Господ вика, синко, заедно сме можеме.
Така да, не се пожртвувано е вистински пожртвувано. Не се кажано е вистински кажано. Ја не верувам дека бракот е само платонско заљубување, душевно заљубување на основа на допаѓање, во основа на предавање. Бракот е место каде што преку Божјата љубов можеме да се љубиме. Кога значи преку Божјата љубов да се љубиме, тоа значи дека можеме и да се трпиме. Амин. Вау. Што друго прави Божјата љубов во Коринтијани 13? Трпи, на се надева, на се верува. Амин. На што друго? На што друго? Па нели ни треба тоа во браковите, луѓе? Нели ни треба тоа во човековите односи? И како? Нели го имаме? И како? Нели што треба да направиме? Да го препознаеме. Да го препознаеме. И да го, амин, амин. Вау. Сум пишал дека ние со луѓето многу пати зборуваме преку нашиот систем на верување, а не лично. Преку она што сме го воспоставиле како систем на верување во нашиот живот, и ние зборуваме преку тоа. И ние го очекуваме тоа да го кажеме и такви резултати да донесе. А не пристапуваме лично, што лично бара од тебе одговорност. Што лично да го запознаеш тој што зборуваш со него. Да дадеш време, да дадеш простор. И затоа сме понекогаш папагалски настроени. Зошто? Зашто сме се научиле и сакаме луѓето да ги внесеме во тој систем на верување. И нив ако може. И им одзимаме слободата што Бог им е дал. И затоа после тоа расудуваме преку тоа дали човекот влегува во нашиот систем или не. И ако не влегува, ние немаме со овој човек ништо. Ако влегува во нашиот систем на размислување на тоа како ние делуваме и како ние мислиме дека треба да биде, тогаш можеби ќе правиме нешто со овој човек. Ајде да љубиме само зашто љубиме. Да служиме само заради служење. Амин. Да љубиме зашто Христос прв не засака, вика Библијата. Душевната љубов ја релативизира вистината од страв да не се побара одговорност од иста личност. Го спомнав на почетокот тоа релативизирање и тоа колку мене лично ми смета релативизирање. Од страв да не се впуштиме ние во одговорност некаква према луѓето. Не само да ги сакаме. Ние сакаме, а не простуваме. Тоа е опасност. Многу луѓе сакаат, а не простуваат. Што прават они? Релативизираат. Јас не викам дека ти треба да имаш сила да се натераш да простиш одма, но ти имаш еден процес на молитва и дружење со Бог каде што ти ја даде таа сила. За да можеш не тој другиот, ти лично да бидеш ослободен од тоа бреме на непростување. Ти лично, зашто непростувањето е во голема мера нешто што тебе ти прави проблем, не на другиот. Другиот може и заборавил. И ти кој ќе појдеш ќе му речеш, абе, сакам да се извинам, шо да ми се извиниш? Шо било тоа нешто? Не памтам јас. А стварно, некои луѓе не памтат. Ама ти ќе се ослободиш. И затоа да не ја релативизираме вистината. Амин. Зошто? Зашто љубовта ја сака вистината. Она не ја релативизира, она ја сака. Така пишува во 1 Коринтијани 13:6. Што пишува таму? Дека љубовта ја сака вистината. Не ја релативизира. Знаете што значи релативизирање? Да ја сведеш на ништо. Да ја сведеш на... Зошто? Зашто ќе се побера одговорност, може би. Не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Амин. Вау. Душевната престанува и бара нови жртви.
душевната љубов бара жртви. Кого да изеде? Искрено, не знам дали сте размислувале и дали ви се прави представа или слика. Но душевната љубов, љубовта, како се вика тоа, душевно поврзаност кон некого, бара да го изеде некого, ако може. Ја во голема мера сум видел дека многу луѓе пристапуваат да те сакаат или да те љубат, за да си направат ќејф самите на себе си, за да си го исполнат тоа што им фалело, а не дека вистински тебе те сакаат. И затоа она престанува кога ќе нема веќе работа со тебе и после бара нова жртва. Но Божјата љубов, пишува исто во Коринтјаните, никогаш не престанува. Амен. Никогаш не престанува. Вау. Ајде за на крај, ќе одиме во Римјани 12 глава, иако тешко е сега да ја прочитам цела глава, но сакам да дадам заклучок од сето ова. И затоа го одбрав Римјани како некаде скоро како цела глава, за да можеме да донесеме и заклучок. И во тој заклучок Павле кажува вака: затоа, браќа, ве молам заради Божите милости, да ги принесете вашите тела како жива и света богугодна жртва. Тоа нека биде ваша разумна служба. Вау. Вау. Мита пееше. Може ли на крај да ја пееме последната песна пак? Да го потврдиме ова во целост. Мита пееше на почетокот за рани лечење и за што беше друго, за нозе миење. Да ја дадеш, да го дадеш твоето тело како единствена богугодна жртва пред Бог. Амин. Немојте мене ми значи ни подразно. Парафразираме некогаш. Немојте да се сообразувате со овој свет, што љуби како што збореме дека љуби. Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Не да чекаме другиот да го обнови умот. Вау. Павле е многу прецизен, ја го сакам Павле многу. Зашто? За да можете да сватите што е Божја волја, што е добро, угодно и совршено. Амин. Зашто преку благодата што ми е дадена, му велам на секој еден меѓу вас да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли. Туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно расудување, според мерата на верата која Бог му ја доделил секому. Значи имаме мера на вера дури и во расудувањето на работите. И да не одиме повеќе од таму. Имено како што во едно тело има многу органи, ово го збореме минатиот пат, а сите органи немаат иста функција, така и ние кои сме многу едно тело сме во Христос. А како поединци органи сме еден на друг. Интересен е, Павле вика, како поединци сме органи еден на друг. Не вика како поединци сме органи и тераме како сакаме. Органи еден на друг, зашто сме сврзани со не одврзливо ткиво. Така пишува. Рскавица. Знаеш колку е битна рскавица да сте размислувале во телото? Колку се врзува. Тоа е чудесно. Без неја нема еластично, ќе паѓаме на колена. И сега, ако е служење, нека се состои во служење. Ако е некој учител, нека пучува. Ако некој има дар на утеха, нека утешува. Кој дава, нека дава штедро. Кој управува, нека биде ревносен. И кој покажува милост, нека оправи тоа со радост. И Павле уште набројува. И го набројува тоа во контекст на едно тело, за да не се осудиме ако се најдеме во милостиња, а не се најдеме во дарежливост. Или да не се осудиме ако се најдеме во поучување, а не се најдеме во молитва за исцеление. Зошто? Зашто Бог, ние сме органи во едно тело и делуваме како органи за да се надополнуваме едни со други, за да си помагаме едни со други. И во дадено време, преку мерата на верата и благодата што имаме во нас, да делуваме во тоа што сме повикани. Амин. И кога ќе го сватиме ова, ќе го сватиме не преку сообразувањето со овој свет, него преку образувањето на нашиот ум, преку
Христовите мисли, ние сме на вистинско место и вистински ќе делуваме. Може да се молиме на крај и одиме со песна, окей? Алелуја, Господе, те славиме, да те фала ти, Господе, за цела оваа служба, Господе, фала ти, Господе, што навистина си ни дал срца на служење, срца да бидеме радосни во пренесувањето на она што ти си го ставил во нашиот живот, Господе. И фала ти, Господе, што како што и прокламираме дека не само Скопје, Македонија ја предаваме Твоја да биде, Господе, и Твоја е, Господе. И фала ти, Господе, што ќе видиме делото во Македонија повеќе од било кога, Господе. Фала ти што делото во заедништво ќе биде такво силно што луѓе ќе се приклучуваат на заедницата, ќе се приклучуваат на заедништвото и ќе кажуваат: луѓе, вие нешто имате што ја немам и сакам тука да останам. Сакам да останам во домот Господов. И фала ти, Господе, што ти си припремил за секој еден од нас домови и ги украсуваш со такви прекрасни работи што ние само можеме да замислиме, но не целосно да откриеме, Господи. И затоа викаме: фала ти што не украсуваш нашите животи, што навистина си не повел да живееме свето и богоугодно и да ги даваме нашите тела како богоугодна жртва за Тебе, Исусе. Фала ти, Господе, што ние се приклучуваме на Твоето дело во Македонија и викаме: Господе, Ти водиш, ние те следиме. Ти водиш, ние те следиме. Ти водиш оваа земја да добие подобар воздух, ние те следиме. Ти водиш оваа земја да добие подобар политички систем и ние те следиме. Ти водиш оваа земја да биде поздрава нација и ние те следиме, Господе. Фала ти во Твоето најсвето име, Исус. Алелуја. Фала ти, Господе, што си не повикал да миеме рани, да миеме нозе, да миеме умови, да миеме човечки умови преку обнова во Тебе, Христос. И затоа, Господе, ние кажуваме: Ти водиш, ние те следиме. Во името на Исус. Амин.